1,2 милиони евра владини пари од денеска ќе отидат на сметките на 133 мали производители на храна од неживотинско потекло, како грант во висина од 10.000 евра. Целта на овој потек на Министерството за земјоделство е: преку овие програми обезбедуваме грант поддршка од 10.000 евра за набавка на опрема за производство и ангажирање на стручни лица, како поддршка на малите производители на храна од животинско и неживотинско потекло и на малите семејни винари, како и на малите дестилерии, грант од 5.000 евра и исто така поддршка за ангажирање на стручни лица во текот на производството на финалните производи. Целта е да се поддржат малите производители да произведуваат и стават во промет финални македонски традиционални производи. Освен ова, другата цел за развојот на оваа гранка е следнава: за да ги задржиме и младите и жените во руралните средини и дај Боже од следниот период веќе да растат и да бидат апликанти и во сите останати програми, вклучително програмите за кои што најмногу се гордееме, а тоа е ИПАРД програмата во која што сме први по се она што може да го замислиме во регионот. Да се обидеме преку оваа поддршка во рок од 4 години да создадеме нови 2000 регистрирани мали производители на храна, кои што ќе ги искористат и правилниците кои што претходно ги донесовме, за да возможиме лесно евидентирање и регистрирање во Агенцијата за храна како мали оператори. Тоа беше првиот чек што го направивме, а вториот е нашето очекување дека во рок од 4 години ќе се регистрираат или евидентираат 2000 мали производители. Досега во платежната агенција за оваа година регистрирани се исто толку млади производители на храна од животинско потекло, но заедно со евидентираните мали винари и дестилерии, бројката на производители се позиционира на 2508. За 2 недели, најави министерот Николовски, нови 100 сопственици на мали винари и дестилерии ќе склучат договори за користење на грантот од спомнатата сума од неповратните 10.000 евра.